ова издание. Универзитетот Џонс Хопкинс потврди, во светот има 2 милиони потврдени случаи, од кои најголем дел во САД, повеќето од нив во градот Њујорк. Зрак надеж за враќање на животот во нормала. Некои од најтешко погодените држави од коронавирусот почна со олабавување на рестрикциите. На лекар преку интернет и диагностицирање и третман преку телефон. Станува рутина. Дали новиот тренд ќе се наметне и по коронавирусот? Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Го гледате News Flash. Во Северна Македонија истекува задуте 30 ден од воведувањето на воредната состојба. Неофицијално, председателот Пендаровски ќе ја продолжи. Тој в четврток свика Совет за безбедност. На почеток одиме со вестите. Пандемијата на коронавирус достигна уште еден тажен рекорд. Универзитетот Џон Хопкинс вели дека сега во светот има 2 милиони потврдени случаи, од кои најголем дел во САД и повеќето од нив во градот Њујорк. Само во градот има околу 106.000 случаи, а во целата држава 195.000, што е повеќе од Шпанија или Италија. Но гувернерот Ендру Куомо во понеделникот објави дека за Њујорк не е лошото поминало. Ширењето на заразните болести сега е на врвот на списокот на големи закани со кои се соочуваат Соединетите Американски држави. Според нова анализа на Центарот за истражување Pew, 79% од американците сметаат дека заразните болести се голема закана, наспроти 73% според кои најголема закана се тероризмот и ширењето на нуклеарното оружје и 72% кои сметаат дека најголема закана се кибернетските напади. Сенаторот од Вермонт Берни Сандерс во понеделникот официјално го поддржа неговиот противник Џо Бајден за председателска номинација на Демократската партија, неколку часа пред Бајден да биде прогласен за победник во примарните избори во Висконсин. Во меѓувреме се погласни се повиците за целосно затварање на Турција поради ширењето со коронавирусот, особено во најголемиот град Истанбул. Но турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган не смета така. Доријан Џонс известува од таму. Жителите на Истанбул на пат кон работа, ризикувајќи да се заразат. Сепак, председателот Ердоган инсистира дека економијата не може да биде затворена, а тоа загрижува некои дури и од бизнис заедницата. Треба сите продавници да бидат затворени, но ако се затворат продавниците како мојата, нема да можам да платам кирија ни да ги покријам трошоците за вработените. Не знам што е исправно и владата ќе се најде во незгодна финансиска состојба. Го одлагаат карантинот за да купат време. Владата на Ердоган воведе ограничување за движењето на лица под 20 и постари од 65 години. И покрај ваквите мерки бројот на заразени и на починати од коронавирусот продолжува да расте, а Истанбул е епицентарот. Во обид да се забави ширењето на вирусот, градските власти разделија маски и ги намалија работните часове на јавниот превоз. Градоначалникот на Истанбул, Екреп Имамоглу, се залага за целосно затворање на градот, велејќи дека многу луѓе се на улиците. %15 hareketlilik İstanbul gibi nüfus. 15% на мобилност во Истанбул значи 2 милиони луѓе, колку еден голем град во Европа. Движењето на луѓето е ризик и затоа сакаме стриктна мерка. Бројот на умрени од вирусот е мал, но ширењето на заразата добива на брзина, како што беше и со други држави, и тоа е предупредување за Турција. Но целосно затворање на градот можеби е привисока цена, велат аналитичари. Затворат индустрија со потенцијално 4 до 5 милиони работници, но дури ако законот не наложува, морално е да се плати некаков вид компензација на овие луѓе, за да не бидат гладни или да протестираат по улиците. И тогаш равенката на буџетот станува невозможна да се одржи. И заразата се шири. А со тоа Истанбул и државата имаат можеби се помалку време да ја најдат вистинската рамнотежа во борбата против вирусот. А диагностицирање и третман преку телефон на лекар станува се поголема реалност за голем број пациенти кои одбиваат да одат во болница за да не се заразат со коронавирус. Како што коронавирусот продолжува да се шири насекаде во светот, користењето медицински услуги преку телефон станува суштинска потреба. Илјадници болници во САД, Европа и во Кина сега им нудат на пациентите можност да разговараат со лекарите преку видеоповик.
Пациентите треба да ги намалат нивните посети и чекање во редици во болница за време на пандемијата. Онлайн консултациите помагаат да се спречи ширењето на вирусот. Но здравствените прегледи онлайн имаат и негативни страни, бидејќи е потешко да се утврди прецизна диагноза. Некои луѓе имаат проблеми да се поврзат на интернет. Овој предизвик би можел да се реши со телефонски услуги, како што нуди Teladoc, виртуелна здравствена компанија со седиште во САД. Представници на компанијата велат дека нивните услуги биле зголемени за најмалку 50% изминативе 2 недели. Слични компании како DocsASAP стануваат се попопуларни. Правиме две работи. Градиме платформа која возможува да се намалат проблемите за пристап до вистинскиот лекар и создаваме еднаков систем за лекарите и компаниите за здравствено осигурување да можат да работат заедно. Ваквите платформи им дозволуваат на пациентите лесно да закажат консултација, да променат термин за преглед, да разговараат за детали за здравственото осигурување, како и да консултираат специјалист за кратко време. Сакаме да им олесниме на пациентите да стапат во контакт со лекарот пред и после прегледот, за да можат да ги дознаат резултатите. Главниот проблем со телефонско лекување е правење тестови, иако тоа не е невозможно. Стартап компанијата во Тексас, која испраќа лабораториски тестови по пошта, стана толку многу успешна што направи милионски договор за шоуто Shark Tank на телевизијата ABC. Компанијата нуди повеќе од 30 лабораториски тестови, меѓу кои за проверка на нивото на хормони, холестерол, за алергија на храна и така натаму. Достапни се и тестови за HIV, како и за репродукција и стрес. Пандемијата на некој начин е сила која не принудува да ги прифатиме сите нови методи. Мислам дека ова ќе стане нормална пракса во иднина. И додека медицинските услуги по телефон се шират, долги редици на улица се уште постојат. И тоа за да се влезе на места каде има пристап до интернет и за плаќање сметки. Сепак, додека трае пандемијата, седењето дома може да спаси многу животи. За крај на Newsflash, пандемијата со COVID-19 речиси виртуелно ги затвори сите професионални спортови и остави голема празнина кај спортските обожаватели. Но еден исклучок е Јужна Кореја и бейсболот. Бил Гало известува од Сеул. Бейсбол во пролет. За било кое време ништо необично, но сега надпреварите се освен типични. Лоти Giants играат пред околу 27.000 празни седишта поради мерката за социјално дистанцирање. Наместо тоа, тимот ги пренесува на преварите преку YouTube, каде се вистински хит. 10 пати повеќе обожаватели ги гледаат на преварите споредено со просечната посетеност за време на регуларната сезона. Луѓето сакаат спорт, гладни се за спорт, особено обожавателите на бейсбол. Сакам да знам дека им помагаме во вакви времења, да гледаат спорт. Надпреварите за бейсбол веќе вклучуваат мерки за социјално дистанцирање, но до одреден стадиум. Повеќето играчи на теренот се оддалечени еден од друг и нема поголем физички контакт. Повеќето носат заштитни маски и за сега тимот игра самиот против себе. Ги мијам рацете колку можам почесто, носам маска и се грижам за хигиената. За мене сега тоа е најважна работа. Јужна Кореја е една од неколкуте држави каде професионалните спортови не беа откажани. Иако државата имаше експлозија на случаи на коронавирус, многу брзо успеа да го локализира ширењето. Сега има се повеќе примери за враќање на животот во нормала и како би изгледал периодот на посткоронавирусот. Очајно ни е потребен бейсболот, потребно ни е оттргнување на вниманието. Бейсбол во пролет. Подсетник дека пострекните денови можеби се веднаш зад аголот. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.